Добар ви ден, почитувани гледачи! И овој неделен ден ќе се обидеме да ви го разубавиме со интересни содржини кои што ги подготвивме само за вас. Останете кри малите екрани и следете на нас. Започнуваме! Да погледнеме што се научија за вулканите учениците предводени од наставничката Весна Игоска. Знам дека сакате да научите нешто ново, така? Да! Знаете нешто за вулканите? Да! Супер! Но јас сега ќе ви прочитам нешто повеќе од тоа што го има во вашите учебници, може? Да! А потоа ќе ве потпрашаме и ќе видиме кој што запомнил. Па тогаш да почнеме. Вулкан. Вулкан се смета дека потекнува од вулканскиот збор вулкан, како дел од Липарските острови од Италија. Ова име на островот е дојдено од Вулкан, римскиот бог на огнот. Ова име на островот го придонесе да се користи во модерните европски јазици. Многу стари народи верувале дека вулканските ерупции се надприродни нешта, па ги припишувале на боговите и полубоговите. На старите грци, моќта на вулканите можела да им биде објаснета само како акт на боговите. Вулканите се отвор или пукнатина во земнината кора, низ кои магмата се избива на површината како лава. Вообичаено тие се јавуваат по должината на границите на плочините на кората. Вулканите можат да бидат класифицирани според јачината и честотата на нивните ерупции. Неексплозивните вулкански ерупции главно се јавуваат таму каде што плочите на земјината кора се одвојуваат една од друга. Овие ерупции создаваат многу течна, лава, рамни конуси. Најаките ерупции создаваат густа лава и можат да изфрлат во вид на експлозии, облаци од прав. Лавата тече непосредно пред да се излади и затоа гради конуси, вулкани со стрмни страни. Некои вулкани создаваат магма од пепел, што градат сложени вулкански конуси. Вулканите кои што имаат чести ерупции се нарекуваат активни, а тие што немаат толку чести ерупции се нарекуваат заспани вулкани, а тие што прекинале со еруптирање се нарекуваат угаснати вулкани. Вулканите се места каде што излегува жарен карпест материјал од натрешноста на земјата. Овој материјал понекогаш доаѓа од длабоките зони на кората, каде се стопил како последица на подкачувањето на температурата и притисокот. Во други случаи, стопената маса потекнува директно од натрешната обвивка. А сега да видиме кој што запомни. Кажи ни најпрвин како се викаш? Јован Димитриевски. А сега може ли да ни кажеш што запомни? Јас запомнив дека има вулкан неактивен и активен вулкан. И постои во градот Мексико дека вулканот е пукнатина во земјината кора и дека вулканот испива од магмата и дека се створа вулкан. И јас научив дека посеб многу видови на вулкани и ние покрај што учевме, дури ние направивме вулкан во училиштето. Лавата е составена од жарен карпест материјал. Дека вулканот е отвор во земјината кора. Јас запомнив дека вулканот испушта лава и тоа е како магма и дека тоа е отвор или пукнатина во земјината кора. Јас запомнив дека вулканите ги има навсекаде, поголемиот број не се активни, но активните вулкани ги има во Чиле, Италија, Мексико и Јапонија. Браво, одличен одговор. Дека вулканите избиваат
Вулканска лава. Како се викаш прво, кажи ни? Викам Милан Стефановски. Јас денеска научив дека постојат активни и неактивни вулкани. Јас се викам Мила Глигоровска. Јас запомнив дека зборот вулкан потекнува од римскиот бог Вулкан и Вулкан е отворил пукнатина во земјината кора и долу се наоѓа магмата и таа може полека да излезе или експлозивно кога има висока количина, а магмата настанува од висока температура и притисок и потоа магмата кога ќе се качи горе до земјата, тогаш се нарекува лава и постојат активни вулкани и неактивни вулкани. Вулканите ги има насекаде во светот и јас дотека живеев во Азербејџан видов неактивен вулкан. Јас денес запомнив дека постојат активни вулкани и неактивни вулкани. Јас се викам Милош и јас запомнив дека лавата е составена од жарен карпест материјал. Вака да направиме конус од картон, боја, оцет и сода бикарбона и кафено лажиче и сијај. Ова ќе пробам дома да го направам, изгледа интересно. Јас запомнив дека има вулкани активни и неактивни. Има стари вулкани што нема веќе лава. Што запомни? Запомни дека има и активни вулкани и неактивни вулкани. Прекрасно си поминавме во дружба со малите, но сепак големи, умни вторачиња. Се договоривме за нова дружба, но до тогаш... Поздрав, драги гледачи! Останете кај малите екрани. Следуваат останатите рубрики. Чао од тука! Следува премиерата на краткометражниот филм Секунда до вечноста на веќе вам добро познатата Ана Андонова. Браво, Ана! На 25 февруари во 18 часот и 30 минути присуствувавме на промоцијата на новиот краток филм која се одржа во кафе барот Викторијан. Секунда до вечноста на 17 годишната Ана Андонова. Кафе барот беше претесен да ги собере сите посетители кои дојдоа да ја проследат оваа промоција. Станува збор за балерината, која и покрај повредата на ногата, неможноста да танцува, сепак живее на свој начин во светот на балетот. Разговаравме со Ана и Мартина, главниот виновник за овој филм и неговиот носечки лик. Ана, ова е твојот четврти краткометражен филм после веќе добро познатите. Да, моите краткометражни филмови се Грашо, Кошмар во Сино, Јануари на Тетово и најновиот Секунда до вечноста. Зошто баш насловот Секунда до вечноста? Затоа што се работи за една балерина и за една многу важна секунда во нејзиниот живот и како таа научува лекција од таа секунда. Која е пораката што сакаш да ја пренесеш преку овој филм? Пораката кој го гледал филмот ќе му дојде многу јасна, за тоа е дека не треба да се откажуваме и да бидеме упорни во се во животот. Ти си режисер, сценарист, монтажер, се што е поврзано со овој филм. Па како успеваш во сите овие улоги? Успевам затоа што имам поддршка од родителите и од пријателите. Без нив овој филм ни малку не би бил како не би успела никако да го направам. Денес е премиерата. Но што понатаму? Ќе одиш ли на некои други престижни надпревари? Да, се надевам дека овој филм ќе оди на многу фестивали, ќе има награди. Во секој случај сакам луѓето да го гледат и да уживаат во него. Ти посакувам успех. Ви Па и благодарам. понатаму ние да се гордееме со тебе. Ви благодарам. Ти си носечкиот лик во овој краткометражен филм. Па дали ти беше тешко да ја одиграш оваа улога и како ти ја доживеа него? Не беше толку тешко, но сепак требаше да се вложи многу напор, но сепак заедно со поддршката од Ана и останатите успеавме. Може ли
да ни го кажеш делот од филмот кој што ти остави најголем впечаток? Бидејќи филмот е краткометражен, целиот е мој омилен филм, целиот ми остави впечаток, но најмногу ми остави сцената каде ја виткам ногата, сепак тоа е многу добро снимено, и сцената каде ми доаѓа идеја, седам во кафиќе и ми доаѓа идеја за понатаму да продолжам да играм на сцена. Во приватен живот балерина, но сега и во филм. Како силата станал реалност. Па какво е тоа чувство? Па, искрено, многу сум и благодарна на Ана затоа што покрај сите, покрај толку многу ме одбра мене за да го водам целиот филм и да ја имам главната и носечката улога. И благодарам. Вас. Повторно успешна промоција, исполнета со импреси, па секако кога станува збор за Ана Андонова. Честитки, Ана, и уште многу успеси! Глумец или актер е личноста која работи на театар, филм, радио или пак телевизија. Античко-грчкиот збор за актер е хипокрит, што значи изведувач. Во оваа смисла, актер е личноста која изведува, односно представува драмски карактер. Денешен наш млад талент е, погодувате, нели? Актер. Поточно, актерката Марија Митрушевска. Здраво, Марија! Се надевам дека пријатно се чувствуваш во нашето студио. Ви благодарам на поканата. Бев многу почестена со тоа што ме викнавте да бидам гостин во вашата емисија. Па, јас би започнала со твоите почетоци. Од кога започна со актерството и што те привлече кон него? Па јас со актерството започнав пред околу 6 години по иницијатива на една моја другарка која што исто така е сега член на детското драмско студио. Таа ми објаснуваше колку всушност за нејзе театарот е важен и колку е убаво да си актер или глумец. И јас едноставно сакав и јас да го почувствувам тој жар кој што таа го имала на сцената и така започнав со театарот. Всушност, твојата другарка е главниот виновник за тоа што си ти денес. Така е. Во колку представи имаш до сега глумено? До сега имам глумено во 5 представи и во повеќе од 15 репризи. Освен театарските представи, имаш ли уште некое друго искуство? Да, имам глумено како статист во 2 други филма. Едниот беше на Ана Андонова, кој што се викаше Джелајо Вертетово, а другиот беше на Игор Томески, Идеализмот на младиот човек. Исто така едно важно искуство за мене беше и надпреварот за најдобар монолог на Тинтири Минтири во Скопје, каде што не освоив некоја награда, меѓутоа добив сертификат за учество и со тоа бев многу почестена, бидејќи тоа беше едно огромно искуство за мене. Представата која што ти оставила најголем впечаток? Па не би издвојала некоја од сите овие представи во кои што имам глумено, меѓутоа тоа можеби би било Госпоѓо министерка. Зошто токму оваа представа? Па оваа представа би ја издвоила од сите други, бидејќи можеби во нејзе бидејќи сум глумела главен лик, бидејќи ја глумев Живка, која што беше министерката, и беше тешка представа, релативно тешка представа и требаше да ги водам другите, како што тоа го прават главните ликови. Во кои улоги најмногу се снаоѓа Марија? Во оние комичните или пак трагичните? И што е потешко да се глуми, трагедија или пак комедија? Па не би издвоила некои улоги во кои што подобро се снаоѓам, бидејќи таква беше представата Дом за старци, во нејзе требаше да глумам и комичен и трагичен лик. И сметам дека во двата дела се снајдов добро, меѓутоа доколку треба да се одбере дали комедијата или трагијата,
трагедијата би одлучила за дека потешко е комедијата. Сепак потешко е да ја насмееш публиката отколку да ја расплачеш. Во ред, низа представи кои што ќе ги помниш сигурно по нешто. Но дали постои некоја случка на сцената или пак надвор од неа за која што ќе раскажуваш целиот свој живот? Па може би тоа би била мојата прва импровизација во представата Сомнително лице, каде што требаше да носам очила на мене за да можам да прочитам. Меѓутоа, јас ги заборавив позади бината и кога излегов на бината, јас ги немав на мене и не можев да прочитам. И благодарение на другиот актер што глумеше заедно со мене, кој што ми направи некои гестикулации со очите, јас продолжив да читам и да глумам и тоа. Ете што значи вистински актер. Тука работи искуството. Па, на што работите во моментов? Во моментов работиме на уште една представа од низата наши представи, која што сега се нарекува Луда куќа. Таа е комедија и е во режија на Зоран Јовановски. Кога ли да ја очекуваме премиерата на оваа нова театарска представа? Премиерата може да ја очекуваме на 26 мај оваа година. И за понатаму ќе ви кажеме, бидејќи сметам дека ќе биде тука во Тетово, во Домот за култура Илјоантиски смок. Освен актерството, кон што друго е насочен твојот интерес? Како го користиш слободното време? Па немам некој друго хоби освен актерството, меѓутоа обожувам да слушам џез музика, исто како што обожувам да пишувам проза, исто така сакам да гледам акциони филмови и слично. И за крај, кои се твоите планови за воиднина? Дали понатаму ќе продолжиш со актерството и се гледаш ли на некое филмско платно? Па доколку актерството не ми стане професија понатаму, сметам дека се уште би го имала како хоби, бидејќи во театарот не секој може да се пронајде, меѓутоа јас сметам дека се пронајдов во него и мислам дека ќе продолжам со актерството, па се додека можам да глумам и Тоа е тоа. тоа е тоа. Ти благодарам на твоето гостување во нашата емисија. Ние со нетрпение очекуваме новата премиера која што ја подготвувате вие, зашто вие, почитувани гледачи, навремено ќе бидете информирани. Па да продолжиме со следните рубрики. Да ја разбудиме вашата креативност. Се надевам дека ќе ви се допаднат нашите идеи.
Тоа беа сите содржини кои што ги подготвивме за оваа недела. Ви благодариме за вниманието и се гледаме наскоро. Секое добро!